Импровизиран кревет и куински нож кој бил забоден на прекинувачот за светло е пронајден во гаражното место на претседателката на Уставниот суд Добрила Кацарска, која вчера во полициска станица го пријавила евентуалното загрозување на нејзината безбедност. Настанот се случил во подземните гаражи во близина на нејзиниот дом во центарот на Скопје. Во однос на наводите дали се работи за некакви закани, дали станува збор за некаква случајност, коинциденција, оставаме надлежните да ги утврдат тие наводи. Ноќеска на полнок запален и службениот автомобил на директорот на затворот Идризово Зоран Јовановски. Инцидентот се случил на улицата Михаил Јефтихи, позади економското училиште во скопската населба Кисела Вода. Од пожарот бил зафатен и дел од фасада на зграда и предмети на балкони на долните катови од зградата. Пожарот бил изгаснат од екипа на бригадата на противпожарна заштита Скопје, а повредени лица нема. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Пожарот бил пријавен во полициска станица Кисела Вода во Скопје утрината во 3 часот и 35 минути. Ова не е прв пат да се врши притисок преку вандализам на вработени лица во затворот. Обвинители и вешти лица од МВР извршиле увид на местото на пожарот. Прибрани се траги од лице место кои ќе бидат предмет на вештачење со цел да се утврдат причините за опожарувањето. Обезбедени се снимки од видеонадзор на околните објекти и се преземаат други дејствија. Инаку директорот на Идризово и судиката Кацарска ги поврзува предметот 27 април за учесниците во насилствата во собранието. Кацарска го судеше предметот, додека Јовановски беше дел од поротата.